Проектот Скриена убавина е всушност втора соработка помеѓу Музеј Куманово, Лакабер 2015 година и Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Значи, овој проект беше финансиран од нивна страна и се надевам дека и наредните години ќе продолжиме со соработка. Конкретно ние се фокусиравме на два споменика, односно на два сакрални објекта кои што се заштитени со закон. Тоа е манастирот во Матејче, Богородица, манастирот Богородица од 14 век и Коџа Мехмед беј џамијата во Табановце, кој што е од крајот на 16 век. Овие два објекти се многу битни зашто се заштитени со закон, особено манастирот во Матејче кој што е прогласен за културно наследство во опасност, што значи дека постојат индикации, односно опасности за натамошно уништување, оштетување, целосно нарушување на интегритетот и тоа подразбира и превземање на конзерваторски превентивни мерки во секој случај за да тоа може да се заштити. Самиот проект опфати изработка на два сајта, посветени на едниот и на другиот објект, на кој што може да се најдат податоци за истиот, тоест за истите, има фотографии и има 3D прошетка. Исто така беше изработен и документарен филм кој што беше сконцентриран токму на нивното значење и вредност. Значи да бидеме реални, станува збор за објекти кои што имат и културно, историско значење, ликовно значење, архитектонско значење, значи сестрано значење од повеќе аспекти, така да ние сите како активни чинители треба да се потрудиме да ги заштитиме, прво, да ги ревитализираме, а потоа, кога ќе заврши тој долготраен процес, да можеме да ги вклучиме во општествено-економските текови, зашто, и општината, локалното население, државата, сите би имале корист доколку тие бидат вклучени, да кажеме, во верски туризам, кој што е активен. Патот до манастирот во Матејче е многу тежок, непрооден, значи тука треба да се вклучи и самата општина за да може, да го направи достапен за сите. Затоа и самото име на проектот Скриена убавина, пошто реално не може секој да отиде да ги види и да ги доживи како такви. Кога бевме во џамијата во Табановце беше скоро невозможно да се доближиме до истата, поради тоа што целата е обрасната со вегетација и можеш таа скриена убавина да ја видиш само далеко. Џамијата во Табановце е од крајот на 16 век и е карактеристична за почетоците на османското владење тука кај нас, градена во византиски стил. Во делот кај што е џамијата, значи постоел на времето јамам и доста е пишувано за овие објекти, зашто се многу значени за исламската архитектура тука кај нас, така да имаме податоци, меѓутоа од некаде треба да се почне, значи првин да се ревитализираат, а потоа да бидат достапни за сите нас. Инаку многу историчари на уметноста имаат пишувано за овие објекти, ама треба и нешто повеќе да покренеме.